Се повеќе припаднички на понежниот пол од Тетово покажуваат дисциплинираност за редовна посета на гинеколог и постепено напуштање на предрасудите, како што не изјави специјалистот гинеколог доктор Борислава Спировска од гинеколошката ординација Меркур Венера од Тетово. Свесноста кај жените да превенираат проблеми со гинеколошкото здравје изненадувачки е задоволителна. Јас сум многу задоволна кога ќе влезе пациентка која ќе ја прашам да се пожали нешто, да ми каже. Кога ќе ми рече не, јас немам никакви симптоми, туку сум дошла да земам ПАП тест. Таквите пациентки, топло ги поздравувам. Кога заминуваат им кажувам на сета женска околина да го пренесете ова што вие го правите, заради тоа што тоа е чуварот на женското здравје. Доаѓаат на гинеколог, не се противат, напротив, дел од нив немаат никакви проблеми, доаѓаат затоа што треба, слушнале дека треба да се направи ПАП тест, што многу топло го поздравувам. На гинеколог се оди кога не те боли ништо, кога немаш никаков симптом, а кога веќе ќе се развие, потребата ќе те натера да дојдеш. Редовното правење на ПАП тест овозможува навреме да се дијагностицираат и третираат гинеколошките проблеми на жената. За жал, расте бројот на канцерозни состојби, особено кај се помлади пациентки. Добиваме многу абнормални ПАП тестови, веќе калкулираме со сериозни дефинитивни дијагнози. Исто така жалам што кај две од тие пациентки се во третата деценија од животот, така да би апелирала тоа да се прави редовно, да се прават редовни посети на матичниот гинеколог, без разлика дали папот ќе се чека 2 дена или 30 дена, не менува. Еднаш годишно ПАП со добар наод е пат кон добро гинеколошко здравје. Современиот начин на живот, менувањето на повеќе партнери многу му погодува на ширењето на озогласениот ХПВ вирус, кој е најголем причинител на предканцерозните и канцерозните промени на грлото на матката. Се повеќе млади девојки се инфицирани со овој вирус и се во ризик, доколку не го откријат навреме и не го третираат, да им предизвика сериозни здравствени проблеми. 99,9% од случаите кога има промена на грленцето на матката, а сите тие ние промени ги именуваме како преканцерози, сите тие водат во одреден степен за одреден временски период кон канцер, кон рак на грлото на матката, сите тие се предизвикани од хуманиот папилома вирус. Како и сите останати вируси, и тој ја има способноста да се инкорпорира во геномот на клетката. И како таков не можеме да го лечиме со антибиотици, како би дале една доза антибиотик, втора доза антибиотик и би се надевале дека сме излечиле. Не, туку го зголемуваме имунолошкиот систем на пациентката за да таа го изфрли тој или во толкава мера го супримира да тој е присутен, меѓутоа не манифестира никакви негативни последици по здравјето на пациентката. Поопширно на темата ПАП тест со специјалистот гинеколог доктор Борислава Спировска, ќе имате можност да гледате во емисијата Здравје и живот, која премиерно е на програмата на телевизија КИЗ во недела во 16 часот и репризно во четврток по завршувањето на регионалните вести во 17 часот и 30 минути.